Еве, освен гласачите од Пустец, да им дадеа право и на споменициве да гласаат. Па ќе победеше уште у првиот круг. Со мнозинство. И после па она колку ме нервираше бе кога загуби Чичкотинекс бе. Она што сите се чудеа зошто кога загуби Чичкотинекс следниот ден па до сега све по некој споменик нику не е на плоштад. Абе луѓе, тоа е природна појава што никнуваат споменици. Затоа што цел овој период врне, а после дошто се знае или никнуваат печурки или споменици. Трето нема. Стварно се фини овие патриоти, веј, стварно. Многу мислат за народот, бе, не дај Боже владиниот авион со цел владин тим да се сруши у Сахара и сите да преживеат. Па уште следниот ден ќе прават седница и ќе опоскапат песокот. Ако сме кај песокот и кај Сахара, ова е многу лудо, што ми се случи пред некој ден, шетам во Дебармало. И шетам и одам покрај една кафана и ги гледам надвор седнати тројцата најголеми историчари на македонскиот народ. Паско Кузман, оној кој тврди дека го знае гробот кај на Александар Македонски, ама не го кажува да не избие Трета светска војна. Оној Александар Донски, што има една книга у која што докажува дека сите американски председатели имаат македонско потекло. И оној третиот го знаете сигурно, Чичениче Димовски. Тој докажува дека целото човештво потекнува од еден заеднички предок наречен македоноид. И ој кретеноид, нема вез. И ја поминувам и они тука стојат, седат и мене Паско вака ми дига рука и ми вика: "Еј, глуме цела вамо, ја дојдов." И вика: "Ќе седнеш малце?" Викам: "Па не знам", викам, "дали имам време, колку е саат?" Вика: Паско вика: "Сега ќе ти кажам." 12. 5 до 12. Вика: "Ми имам време, ќе седнам." Седнав и вика: "Абе, глумец, ти вика многу јадеш гомна против нас на твоите стендап настапи бе. Многу збориш дека несовесно ги трошиме народните пари на докажување на идиотштини за македонското потекло и така натаму." Вика: "Баш сега те викнав да ти дам, да ти спуштам, вика, да ти покажам доказ со кој ќе ти покажеме дека сите афрички племиња потекнуваат од македонците и дека зборат старомакедонски. Слушни ја сега песнава што ќе да ја спуштам на мобилен од едно афричко племе." И ми ја пушта песнава вака идеше: "Маме да удаер, мене жабдугеа, беа лабокок, вода да глок." Викам: "Шо е ова бе?" Викам: "Шо е бе Паско ова?" Викам: "Па ова е типична афричка песна на афрички јазик." Викам: Донски." Вика: "Се лажеш, глумец, се лажеш." "Паско, ајде пушти ме уште еднаш да ја слушаме пува." И па ми ја пушта: "Маме да удаер, мене жабдугеа, беа лабокок, вода да глок." Ги гледам вака насмеани, вака ме гледаат: "Ајде ме, кажи." Викам: "Луѓе, ништо викам не разбирам, ова е на афрички јазик." И Донски овој ми вика: "Абе каков афрички бе, ова е старомакедонски бе, будало. Слушај каков е преводот на денешно македонски." И тогаш запеа: "Мама ми даде урда и леп, а мене шапчето ме гледа, бегај жабо скок, во водата клјок." Браво, викам, малал да ви е. Ама за една работа се управо вие, тројцава. Стварно сме империја, бе. Жимилозану и Есма. Абе, тој што напиша песната таа империја, бе, перверзњак, бе. Сакаше на Европа да ја продае приказна дека као Есма е Олимпија, мајката на Александар Македонски, а Лозано е Александар Македонски, па сега као тие се у некој инцестуозен однос, па после секс Есма, овај Олимпија, му вика на Александар: "Море, синко, мајчин, како прцаш, ама ај доста ме прцаш, мене оди малку прцај го светот, па направи од него голема империја, па вие од твоето племе да ти прават споменици, кај стигна джавте, куравте." Луѓе, штета што не им се допадна песнава на народов и на овие фейсбуковци, бе.
Па мораше Луј први Портокаловиот да се јавува да ја забрани да не иде на Евровизија. Па излезе она империја, империја, клекни и по серија. Мислам, стварно штета, пошто Есма и Лозано се прекрасен дует од оној типон Басти Грен Мамас Riding on Young Boys. И тој тип на дует може многу лесно да влезе у мода. Гледате, следната година треба да ги пратиме Влачи Илиевски и Мирка Велинова. А после тоа може да идат Слаткар и Јагнула Куновска. Видовте вчера на Евровизија? Што не отидовме со империја? Видовте што се случи? Сега Есма мешто на опачки гаќите да ги облекува треба да ги спушти на пола јарбол. Стварно не е лошо да се пробува државново знаме со гаќиве на Есма, мислам да се смени. Ова као цирада на Фиќоса. Башка, кој има таков дует, заштедуеш на кореографија. Нема место, видовте вчера кој се избаци Есма, 15 квадрата сценава ја фати. Кога сме кај спотојве и телевизије, викаат, телевизије корумпирани ни биле. Добро, викам, зашо корумпирани? Вика, па луѓе зборат, вика, па глего за локални избори, Грујо не се тргна од телевизије, укрупен кадар на сите телевизии. Само уште на History Channel не се појави. А он многу ја љуби историјата. Јас стварно помислив, стварно е така, човеков не се тргна од телевизија, параноја ми направи. Ми беше страв со жена ми навечер у кревет да легнам до неа, све мислам ке се претвори у Грујо и ке ми рече, Злато, ај малку да ме ватиш, да ме татиш. Потуш ми беше страв да отидам, све мислев од она одводон ке излезе ко психо, ке почне да ме дави со гајтан. Ми беше страв на шолја да седнам, све мислев ке излезе гъс да ми избрише. Сега гъс. Ова е малце научна фантастика, сега Грујо, мене гъс да ми брише. Мада овие прилепчани имаат една добра ова крилатица, вика, животот е колце. Демек се вртело. Све може да се деси. Значи, кога сме кај телевизије, корупцијава и научнава фантастика, седим еднаш со жена ми навечер пред телевизор и она вика, што ми се гледа некој добар филм, science fiction. А ја и викам, ја одме и реков, ај пушти вести на Сител. Тамо, кој ќе се појави Латас, одма има некоја нова научна теза. Пошто он сега е доктор на науки, професор, тоа никако да го избегне да го каже која и да се појави. И он последно што докажал, дека овие кученца вако се раѓаат, сите се СДСМовци. Ама на 40 дена прогледуваат и стануеле ВМРО-вци. Али, шо ми се деси пред 3 недели, луѓе? Лудило. Пуштам телевизија и слушам. Људи, вратија се Јохан. И јај што се врати човеков. Беше крив, не е битно. Важно се врати, нели, за негови арно се. Али, луѓе, овие репортери на вести, овие на телевизија, тој на Канал 5, луѓе. Знаете ли како го најави доаѓањето негово, Нели се Симиња Авионов на аеродромов и овој репортеров. Еве го. Вратата се отвора. Ветре развигорче пирка. Срцата ни подскокнуваат од радост. Некои од нас добиваат блага аритмија. Устите се сушат. Разуздани млади хостеси прават пируети со леден чај во енцерите. Туку што една ластовичка се посра на мојот камерман. Еве го. Се појавува тази избриченото светло лице на нашиот Јохан. Слегува скала по скала. Конечно, стапнува на тлото на Александар Велики. Ова е мал чекор за Јохан, но голем за Македонија. Јохан е облечен во последниот модел на бутикот Хуго Хак Шевенинген.
И жена му е облечена, сега за сега. Гледам турканица кој да му го врачи свежото пролетно цвеќе. Премиерот таму жестоко се бори со неговите родени деца за подобра полпозиција. Но неговите деца излегуваат по курнас, зашо премиерот имаше проблем со пневматиците и мораше во пит стопот. Се вртат прасиња наоколу, некои се вртат на ражен, а некои околу мајка им. Луѓето пијат и јадат како дупнати. Некои пијат од сабајле, се поганат во гаќи и повраќаат. Колку убав ден, колку голем ден, колку среќен ден, ама наскоро ќе се стемни, но само надвор, длабоко во нас ние продолжуваме да ја следиме светлината. Јас сум вашиот репортер Миомир Серафиновиќ, во живо од аеродромот Александар Велики од Канал 5 телевизија.